Почитувани граѓани, дека судството ни е во агонија, не требаше да почекаме да излезе извештајот на експертската група и на Најхед Прибе. Доволно ќе беше само да видиме што носиме во собранието и ќе видиме дека има нешто гнило во држава Данска. Зошто ова го зборувам? Од едноставна причина што овие закони што сега ни ги предлагаат, ги нема никаде во ниту еден од стратегиските документи на владата. Ги нема ниту во планот на владата, ниту во програмата на владата за 2014-2018, ги нема во националната програма за превземање на европското законодавство, ги нема во стратегијата за судство, која се уште патем не е донесена. Значи ги нема никаде да ги најдете. Одеднаш на владата ќе има потреба, кој што од само нејзини причини, зошто? Да излезе со некакви си закони и кој што спротивно на се што до предходно, до пред месец дена го правила, сега одеднаш на маса поставува некои нови барања. Ево да тргнеме со ред. Идните реформски приоритети, тоа е она на кое што реално во нормална држава треба да се фокусираме како држава. Значи, укажани ни се и произлегуваат од извештајот на Прибе и Европската комисија уште еднаш ги констатира со донесувањето на европскиот извештај. Во делот на судовите, идните реформски приоритети предвидуваат неколку работи, а јас само ќе ве потсетам накратко. Значи, прво предвидуваат активности кои што ќе водат во процес на деполитизација и назначување и напредување на суди и обвинители. Значи, нешто што овие закони што денеска ги носиме нема да придонесат да се направи. Понатаму вика во споставување на усогласен систем на перформанси, заснова на квалитативни и квантитативни стандарди, како основа на сите одлуки за кариера. Значи, овие закони не гледам дека тоа ќе придонесе. Понатаму вика да се останат оние елементи од системот на дисциплинска постапка и разрешување на суди кои моментално нарушуваат судската независност. И за тоа нема да помогне. Понатаму вика да се обезбеди професионалност на судскиот совет. Ова тоа нема да го постигне. Да се зголеми проактивната улога на судскиот совет, понатаму бара квалитетот на едукацијата и на буџетот и автономијата да бидат подобрени, па понатаму бара објавување на сите судски пресуди, вкупната должина на судските постапки со специјален фокус на застарените и последно бара извршување на сите пресуди од Европскиот суд за човекови права. И сега кога доаѓаме до Европскиот суд за човекови права, да ве потсетам дека од пред месец дена го донесовме буџетот. Во тој буџет, иронично, меѓутоа никаде немаше овие закони не се предвидени. А тука вика во рамките на законот дека се предвидени финансиски импликации. Ако, ве молам господа, ако пред месец дена вие не знаевте дека ќе имате финансиски импликации, па како планирате вие? Значи, од денес за утре не можете да испланирате финансиски. Како да ви веруваме кога ќе направите поголеми финансиски зафаќања? Месец дена нема од како го донесовме буџетот. Ова се однесува и на другиот закон. Патем кажано се однесува и на последната забелешка од идните реформски приоритети, каде што се бара подобро извршување на пресудите од Европскиот суд за човекови права. За подсетување, во буџетот од 2016 година ние донесовме износ од околу 5 милиони денари за институцијата која што се грижи ова да го истражува, каде што има двајца вработени. За споредба, во 2015 година, нивниот буџет беше околу 5,5 милиони денари и тогаш имаше двојно повеќе вработени. Значи, сега кога од нас очекуваат резултати до крајот на годината, ние го кратиме буџетот, ги кратиме бројот на вработените. За сметка на тоа бараме дополнително пари за суди и обвинители. И колку бараме? 20 милиона и за обвинители и за суди. Значи 20 милиона за обвинителите и 20 милиона за суди. Бидејќи зборуваме за суди, да видиме што реално значат тие 20 милиона. Ако ги поделите на вака проста математика, чисто за шпекулација, ако ги поделите на 600 студии, тоа значи дека вие по 45 евра по судија обезбедувате дополнително со оглед на тоа дека овие нема да бидат така поделени, бидејќи факт е дека во ВМРО ДПМН некои се поеднакви од другите, тоа го гледаме континуирано овие дена. Некои од судите добро ќе се офајде за сметка на некои други.
Сега понатаму, ако сакате да видите дека ова не е дел од некаква си стратегиска агенда на владата, доказ е и националната програма за превземање на европското законодавство. Имено од предвидените закони во рамките на оваа програма, значи да подсетам дека се работи во делот во поглавието 23, значи судство и човекови права, тука се предвидени точно 10 закони кои што Македонија треба да ги донесе до крајот на годината. Од тие 10 закони само 4 се донесени. Значи повторно прашањето, зошто тоа што е планирано не се носи, доку одеднаш ни никнуваат вакви закони кои што никој не може да ги поврзе со ниту една стратегиска цел во државата. Ова е уште еден доказ дека све практично се сведува на шарлатанство. Понатаму, ако го погледнеме и акцијскиот план на владата, ќе видите дека во овој акцијски план, иако е лош како што е лош, сепак има некакви активности предвидено, има побајаги активности предвидено и некои од тие активности требаше да се спроведат за да видиме некакви резултати. Меѓу другото, значи, немам време да ги читам сите активности што се предвидени, меѓутоа, факт е дека во сите овие активности нема никаде активност каде што се предвидува донесување на овие закони што денеска ги носиме. Уште еден доказ дека владата нема чувство за никаква стратегија. И последно што сакам да го споменам е, бидејќи викаме дека овие закони ги носиме за да придонесеме за независноста и на судството. Ако да придонесувавме за независноста на судството, тогаш ќе требаше реално да ги видиме кои се забелешките не само во извештајот на пример. Од неодамна излезе и овај извештај. Од 18, 19 декември. Во овај извештај, тој е Венецијанската комисија, каде што патем кажано се споменува дел од активностите во акцијскиот план на влада, значи ниту едно од овие препораки не се сваќа сериозно за да земе да се подобри практично ситуацијата и состојбата со судите и јавните обвинители. Зато, почитувани граѓани, ова продолжува да биде начин на владење на ВМРО ДПМН. Се владее како ќе ни текне, во кој момент ќе ни текне. Нема ниту еден стратегиски документ кој што заслужува некаква почит. Ништо не се третира со некаква си стратегиска рамка, току се е буквално како во моментот ќе изреагираме и како ќе дувне ветрот. Ние, како СДСМ, нема да имаме работа со ниту една од овие активности. Благодарам. Благодарам.